Благодарам, колега Антонио. Почитувани колеги, почитувани медиуми, сакам прво да ја поздравам вашата иницијатива по однос на ова едно најважно прашање во Република Македонија во моментот. Но за жал сликата која што сега тука ја гледаме, треба да ја види и македонската јавност, ме подсетува на едни времиња кога еден од најнеомилените политичари во Република Македонија, а дежурен советувач на Зоран Заев, господјата Радмила Шекеринска, велеше некои прашања не заслужуваат одговор. Оваа слика денеска, почитувани медиуми, мене лично прво како граѓанин, а потоа и како пратеник, ме подсетува на тоа. Значи, некои прашања, најважните национални прашања на Република Македонија не заслужуваат одговор. Понатаму, оваа атмосфера во оваа сала, за жал, се случува исто така тие работи, да се подсетиме дека кога се отвараше Уставот и кога неуставно се менуваше името на Република Македонија, токму од оваа сала, ние, пратениците на ВМРО-ДПМН, подсетивме и предупредивме дека преседанот кој што се направи со подпишувањето на Преспанскиот договор ќе им биде пример на некој од соседите да го бараат истото што го бараше и Република Грција. Тогаш големите нобеловци, научници, прозападни експерти подценувачки гледаа на тие наши тврдења дека тој преседан прво е противуставен, имаше референдум кој што не успеа и дека требаше тука да се сопре. Но противуставно и против волјата на граѓаните на Република Македонија, овие кои што сега ги нема да дебатираат, го смени името на државата. Во овој парламентарен состав, тенкото мнозинство, почитувани медиуми, почитувани граѓани, постојано ќе ги видите како на говорница повикуваат дека ние заеднички треба да градиме национална стратегија и заеднички како власт и опозиција да решаваме битни прашања за државата. Синоќ ќе се донесе ребалансот на буџетот. Не сакам да се повторувам со колегите. И вие сте сведоци како медиуми дека ако не беше ВМРО-ДПМН вчера, ребалансот на буџетот, за кој што сите тврдат дека е итен и дека мора да се донесе, ако не беше ВМРО-ДПМН, ребалансот немаше да се донесе. Честопати со дел од колегите од власта ќе се согласуваме дека за националните прашања, за црвените линии на државата, ние мора да имаме заеднички став. Впрочем, националните собранија на нашите соседи, поготово на Република Бугарија, ни е пример како тоа, без разлика на нашите политички спротивставености, се гради национален консензус. И внимавајте, нашата соседна држава задира во најдлабоките чувства на секој македонец. Па и тие се македонци. Јас мислам дека тука ни е заедничката нишка каде што можеме да се фатиме. Но, ете, како што гледате, ги нема. Зошто ги нема е навистина многу чудно прашање, многу важно прашање, и јас би рекла дека навистина нешто криет. Нашиот председател на една од дебатните емисии праша дали повторно ќе се отвара Уставот и дали тоа од Република Бугарија е поставено како услов. Неколку дена помина, на лидерот на најголемата опозицијска партија, воопшто ниту председателот на државата, ниту председателот на владата, ниту министерот за надворешни, ниту оној кој што го подпиша Преспанскиот договор, не најдоа за сходно да одговорат. Видете, тоа не е прашање само од лидер на опозиција.
Тоа е прашање на илјадници и илјади граѓани кои што се загрижени за националниот опстанок на нашата држава. Прашањето дека на бугарската страна и пречело во учебниците и во на некои споменици каде што пишувало бугарски фашистички окупатор, јас, колку што сум учела историја и сите вие, тоа е светска историја. Дали Заев има мандат да менува светска историја? Не знам. Не можам да се изначудам. Светска историја и се знае кој бил во пријател со германците. Се извинија после Втората светска војна. Има добре. Тоа се европски вредности. Тоа се европските вредности. А не на твојот мал сосед да го уценуваш со национални и со идентитетски прашања. За тие прашања требаше ние денеска да дебатираме. И не да дебатираме, туку да констатираме дека имаме црвени линии и од тие црвени линии нема напред. И да донесеме една заедничка декларација, како што впрочем донесе и бугарскиот парламент. Па до кога? Како што ќе влеземе ние во Европската Унија? И кој му даде мандат на Заев да преговара во наше и во ваше име? И замислете да преговара за идентитетот на македонскиот народ, за јазикот македонски, кој што така дрско од бугарската страна не навредуваат и велат дека е западно-бугарски дијалект, што е многу е. Јас, како пратеник, сум длабоко разочарана од сликава која што денеска ја гледам и се надевам, почитувам председателе, дека ќе имаме уште еден обид, и да им дадеме уште една шанса, затоа што ова не се прашање за политички поени. Не се прашање за политички поени. Ова е иднината на државата. Се сеќавам дека тогаш говореше несудениот Нобеловец дека знаете, само уште името да го смениме и во тој вртлок постојано Република Македонија треба да дава одстапки и одстапки. И на крајот како што, зашто и какви ќе влеземе во Европската Унија која што има висока цивилизацијска вредност, да негираш идентитет и јазик на твој сосед. Тоа не е висока цивилизацијска вредност. Да менуваш светска историја. Висока цивилизацијска вредност беа моментите кога Вили Бранд се поклони таму каде што се поклони. Такви политичари, од таков калибар. Јас, извинете, не гледам во околината. За соседите говорам. А доволно е само да се пружи рака и да се каже на помалиот сосед: повелете, ајде заедно да го изодиме патот и да стигнеме онаму каде што се најголемите европски вредности. Но тоа, почитувани колеги, почитувани граѓани, се работи кога имаш минимум национална свест. Кога имаш минимум црвени линии и кога заедно со опозицијата, заедно со граѓаните, ќе кажете доста е. Од тука понатаму не бива. Очекувам сите повикани, власта, председателот на државата, конечно да излезат од нивното вазалско сивило и да му соопштат на македонскиот народ до каде се трговците и што направија и што веле нашите славни поети и што
ќе направиме. Јас повикувам на разум и на сплотеност, како што тие, користејќи ја говорницата секогаш кога не имаат кворум, повикуваат на разум, компромис, конструктивна опозиција, направете кворум, ова е важно, она е важно, еве правете. И кој е примерот денеска? Примерот е, еве ви кажуваат, нема потреба повеќе да ни правите кворум. Таква невидена ароганција. А најтенко мнозинство досега. Невидена ароганција. Празна ароганција. Невидена ароганција. Празна ароганција.